ми пушта струја, а платени сите белешки. Одам да се жалам, полицијата вака ме фрла. Пофрлам земјата се полиција. Зимските месеци се најдепресивните во годината, велат бројни светски анкети. Македонските граѓани оваа зима депресијата помеѓу останатото ја убиваат со празниците, без малку десетина на број. Но со секој нов ден по нив, тие и се враќаат на реалноста. За некои тоа е повторното прилагодување на работните обврски, кај други пак во фокусот повторно ќе се најде загадениот воздух. За близначките Сафија и Шукри е Асан, ниту постојат празници, ниту друг проблем, освен како да се истурка месецот. У една соба сме, со никакви услови немаме. Со мајка болна, со 2 деца, самохрана, невработена. Што работам вака по жени, содржавам тоа. Од социјалната помош ништо не го гледам на тоа, пошто тоа сега го зимаш и толку иде. Ништо не недостасува, да речам, дал за струја, дал за вода да платиш. Со 5 члена тоа ништо не недостасува со 3500. Дал за школу за децава, дал пример да речеме нешто да им купиш, да ништо не стасува. Домакинството на семејството Асан е само едно од над 26.000 низ државата кои се издржуваат од социјална помош. Одречи си секој, ќе слушате дека не се живее со 3, 4 или 5 илјадарки месечно, но срамот од соседите и познаниците ги спречува тоа да го кажат јавно. Според својот устав, Македонија представува социјална држава, чиј систем на социјална заштита предвидува 4 закони од оваа област, кои понатаму пропишуваат 18 видови на социјална парична помош. Но дали овие видови на социјална парична помош во суштина на вистина им помагаат на социјално ранливите категории, или социјалната држава е ништо повеќе од зборови на хартија, и како во држава со волку социјални закони и прописи, без малку 1/4 од населението е сиромашно. Дека во социјалниот систем има сериозни дефекти, со години упатуваат здруженијата кои се борат против оваа појава. Недостатокот не е еден. Се случува домакинства со 20 и со 5 членови да добиваат без малку иста парична помош, а за некаква нивна вклученост во општеството не ни станува збор. Не на Македонија дефинитивно, значи не само што има потврлено, туку веќе не треба да се класифицира како социјална држава заради тоа што вие наместо да ги вадите луѓето од сиромаштија, ви ги држите луѓето во сиромаштија со постоечкиот закон за социјална заштита, че не зборам во перспектива, него еве денеска тука каде што сме, вие се уште им давате на луѓето социјална помош која е третина од линијата на сиромаштија. Значи тоа е нехуман третман за консопствените граѓани. Значи тука не можеме ние да зборуваме за систем или за нешто кое што на граѓани им нуди сигурност. Им нуди алтернатива да не починат. Бројките кои што се шушкаат за луѓе кои што работат на црн пазар, бројките на луѓе кои што се евидентирани како 9% вработени сиромашни, и така натаму се бројки кои што кажуваат дека овој систем во најскоро време мора да ја претрпи измената. И мислам дека секое следно ќе биде подобро од ова што е сега. Доколку системот не се промени, ние се повеќе и повеќе ќе навлегуваме како држава во сиромаштијата и се повеќе и повеќе граѓани ќе бидат исклучени и на долг рок ова навистина ќе има катастрофални последици. Има ли решение на повидок? Умовите чија специјалност е оваа област предлагаат неколку конкретни солуции, обединети во изразот гарантиран минимален доход, сума приближна на минималната плата, со која ќе се внимава и на бројноста на членовите во едно домакинство, но ги поттикни да се вклучат во пазарот на труд. Нудиме 3 алтернативни дизајни. Во првите 2, 4 члено семејство, 2 родители и 2 деца би добивале 10.800 денари, односно 9.660 во првата и во втората варијанта. А третата варијанта е малку поразлична, таа доделува процент од заработениот доход. Значи, ако семејството остварува 8.000 денари на пазарот, например од сезонска работа, тогаш државата ќе додели уште 4.000 денари, што значи уште 50%. Ако заработува 9.000 денари, ќе додели 4.500 денари и така натаму се до 15.300 денари. Значи, гледаме дека овој нов систем, за разлика од стариот, му овозможува на семејствата да заработуваат некаков пазарен доход,
што значи дека тие нема да ја губат социјалната помош кога ќе пријават некаков доход, дали е тоа од сезонска, од повремена работа, од кирија и останатите видови приходи кои што може семејствата да ги заработуваат. Што прават во меѓувреме надлежните? Министерката за труд и социјала Мила Царовска голем дел од кариерата има поминато помеѓу овие категории, што впрочем и беше една од препораките, токму таа од челото на Министерството да се обиде да се избори со лошиот систем. Активацијата ќе треба да биде чекор по чекор и да им кажеме дека е многу важно да тие заработуваат. И тие заработуваат, ама да заработуваат на белиот пазар, а не на онаа сива гранка каде што ги оставаме да бидат ни ваму ни таму, само губат семејствата, само губат нивните деца, никогаш нема да остварат пензија, не остваруваат здравствено осигурување и многу други права. Токму затоа сакам да им понудиме пакет мерки кои што и тие ќе ги видат како поволни за нив и сигурна сум дека ќе бидат вклучени во сите нивоа на донесување одлуки, затоа што и граѓанските организации што ги застапуваат се вклучени во сите нивоа во кои што јас сега дискутирам за реформата, која што не е уште во јавност представена, но длабоко се зборува и сите се информирани дека тоа се случува. Финансискиот момент се чини дека е на добар пат да биде решен, но надлежните ќе се соочат со уште еден поголем предизвик. Како да се задоволат потребите на потенцијалните работодавци, ако се знае дека голем дел од социјално ранливите граѓани се со скромно или без образование. Тие мерки во најголема мера не соодветствуваат на образовниот профил или немањето на образование на голем дел од корисниците и тука сметаме дека треба да се направи понуда која што ќе ги привлече или ќе им овозможи на овие лица да бидат во иднина, не во моментот, тоа е процес кој што ќе трае, малку по-конкурентни на пазарот на трудот и конечно да се овозможи реално тој премин од социјална заштита кон пазар на труд. Конечно, идејата на социјалната парична помош или генерално социјалните помошти е дека тие се привремени, дека тие немаат траен карактер, бидејќи станува збор за поддршка на работоспособно население. Тоа работоспособно население значи дека има потенцијал се уште да работи и од таму потребата да преку обука, доквалификација, преквалификација тие бидат привлечени на пазарот на труд. 60% од населението ја чувствува потребата за промена во смисла потреба од дополнителен приход, потреба од услуга, потреба од поддршка, потреба од вклучување и така натаму. Значи, да не се расфрлам со бројки, ама во делот на социјалното вклучување некаде од 46% во државата ни се социјално исклучени, што значи дека не е само до парите, туку до еден поширок концепт. Министерката Царовска уверува дека освен финансиски, овие граѓани ќе бидат згрижени на секаков потребен начин. И сиромаштијата во поширок аспект не е само пари и трансфер на пари, туку системот на социјална заштита треба да има услуги. Затоа што услугите треба да ги припремат граѓаните за извлекување од сиромаштија или да ги спасат од продлабочување на сиромаштијата во која што живеат. А кај нас што се прави? Исплаќате социјална парична помош и ги заборавате граѓаните дека постојат. Ниту ги активирате преку активни мерки, ниту има посебни мерки за грижа ако тие се во неформална економија, да ги вратиме во формална економија. Со тоа добиваат социјална сигурност. Децата дали се во училиште или во градинка, за да немаме трансгенерацијски пренос на сиромаштијата. Така да ние навистина како министерство и како влада сега сме посветени на тоа системот да се стави во рамка која што ќе дава ефект, а не палиативни мерки за да купиме социјален мир и да ги заќуткаме граѓаните. Финансиската помош, образованието и инклузијата се тројство чие ускладување изискува целосно нов закон за социјална заштита, кој ќе има само една цел – намалување на сиромаштијата. Моделите на професорот Петрески откриваат и конкретни проценти. Сиромаштијата ќе се намали за околу 1/3. Тоа од прилика во нашите пресметки беше 10% поени, споредено со 3% поени што претходно ги спомнав, намалување што го врши моменталниот систем. Нацрт верзијата на новиот закон Царовска ја најавува веќе во март, а реализацијата на мерките најдоцна за една година. До тогаш, оние кои го изготвуваат се одговорни за судбината на преку 26.000 домаќинства. Па ако е така, баш би било супер, пошто така да мислам би треба да имаме и работа исто. Не можеме да навалиме само на социјална помош да чекаме. Би сакало мислам и да работам најнормално. Како и секој луѓе што има добар живот, така и моите деца.